Во студиото на Здрава Македонија, по 9 часот, се дружиме со доктор Салија Љатив-Петрушовска, доктор по стоматологија, магистер по јавно здравје, театарскиот и филмски актер Васил Зафирчев и Владимир Четкар, джез музичар, композитор, аранжир. Останете со нас до 11 часот. Добро утро и од мене, почитувани гледачи. Видовте колку прекрасни гости ќе имаме денеска. Јас е Бисера, ваши домаќинки во овој дел, каде што ќе уживаме во разговорите со гостите кои што пред малку ги видовте. Бисерче, добро утро уште еднаш за тебе. Добро утро официјално, Милена, пред гледачите, пред нашите гости, пред да ги најавиме гостите. Добро утро и до гледачите кои што не следат од рано из утринава и ќе останат со нас се до 11 часот. Ќе биде многу интересно. Ќе биде интересно. Нас не беше интересно за време на вестите, си направивме ред-два муабет за натални карти, астрологија, хороскопски знаци. Сватив дека сите помалку веруваме. Да. Може да начнеме темата малку подоцна, но и официјално да си ги поздравиме гостите. Веднаш до мене Васил Зафирчев, театарски и филмски актер, музичар, водител, модератор, актер. Зата го кажав тоа прво. Драго ми е што сте денеска тука, ми се чини дека прв пат во Здрава Македонија, кога се лажам. Прв пат, така е. Драго ми е што и ми е многу драго. тука. Благодарам за поканата. Има многу причини зашто сте тука, секогаш има, но еве некако оваа година посебни работи се случуваа кај вас на професионално поле, па малку подоцна ќе ги посочиме истите. Доктор Салија Љатив-Петрушовска, која што е доктор по стоматологија и магистер по јавно здравје. Салија, година и половина не сме се виделе, значи ние броиме точно до ден кога последен пат сте. Ете, некој гледа така. А си мислев го исклучев. Ете. Добро утро и за вас. Добро утро, Милена. Добро утро на вашата телевизија. Исто така благодарам на поканата. Добро утро на гледачите на Канал 5 телевизија. Па се надевам дека вака интересни ќе бидеме и ќе не следат до крај. Сигурно ќе бидеме интересни, ќе зборуваме и за здравјето на зъбите, кое што е навистина многу важно, така и дека треба да се практикува уште од најрана возраст, како децата да се научат на тоа, да не се плашат, па и возрастните. Има и возрастни кои што исто така стравуваат уште додат на стоматолог, но за тоа малку подоцна. И веднаш до вас нашиот прекрасен Владимир Четкар, кој што секогаш кога е во Скопје мора да дојде кај нас. Така сме се договориле пред да замине некаде таму по белиот свет. Добро утро. Добро утро, поздрав до вас. Да, има и луѓе околу мене, јас така ми почна денов. Јас не заминам, само што се вратив пред 2 дена. Не знам, не се знае со тебе, да не фатиш некој авион за некаде. И супер си се чувствувам од 4,5 бајле сум станат прв пат така дека со промена на времево. И ќе ми траи 2-3 дена и се постава. Така. И кај тебе има многу убави работи кои што се случуваат. Утре ќе има можност публиката во Скопје да ужива, не само Скопје, ниту кои од другите градови, но кои што ќе бидат во Скопје, во еден од локалите, малку подоцна ќе го најавиме и тој настап. Потребна е таа позитивна енергија, посебно вака со облациве, со дождов, со тоа. А јас имам епте многу, јас мислам и сакам да ја похвалам на други луѓе. Верувам. Само што влезе во студио, веднаш се забележа таа позитивна енергија, како не е нормално. И температура во маце се покачи, јас мислам. Се покачи температурата, плюс хороскопските знаци си ги кажавме, па како беше стрелец, така, дупли стрелец. Васил рече дека риба, но за Четкар рековте мора да има нешто вода. Така личи, не може во месечина има некој вода. Месечина може би има некој вода. Така да ја начнавме таа тема, јас и Салија сме јарци, Бисерче ни е девица. Та чистота, до детали, дисциплина, да, на Четкар му е познато од некој од фамилијата, да, се лажам. мајка ми, внука ми и еден ред други. Се ти е јасно тогаш. Да. Тој е многу фер и многу истовремено и се грижете и многу тешки вака луѓе. Така сме. Многу тешки. Да, види, сите знаеме некогаш да бидеме тешки за нешто, зависи колку ни е нештото важно, колку нештото ќе не допре, дали е поврзано со семејство, со работа. Еве Васил, што вас најмногу знае да ве допре, да бидете тешки, да кажам, за другите. Ние сме си сите комплексни на свој начин. Битно е какви се луѓето околу нас, нели? Како тие се носат со нашите карактери, со нашите желби. Јас сум генерално човек што сака сам да си ги брка работите. Јас немам големи очекувања од другите луѓе.
Така. Едноставно се бавам со тоа што зависи од мене, да го направам најдобро што можам. Сега, иако пријателите и блиските велат дека рибите се комплицирани. Затоа што сме вода, не само заради емоциите. Се насекаде, нели? Како вода. Живеат во свој свет. И луѓето околу нас тешко не следат, тешко се носат со тоа. Сум имали такви ситуации. Но генерално важно е човек да си е во мир со себе си. Каков и да е, нели, хороскопскиот знак. Така. Она што е најтазе ќе кажам, кога станува збор за вашата професија, неодамна се случи и премиерата на Утре наутро, филм на Јани Бојаджи, каде што една од улогите ја имате вие бевте Рустем. Така. Јас го гледав филмот, бев на премиерата и навистина премногу ми се допадна. Целата екипа, сите актери, целата приказна, на интересен начин прикажани некои вистински случаи кај нас и наше секојдневие. Она што беше интересно дека неколку од актерите учеа ромски, меѓу кои бевте и вие. Јас се надевам дека со Салија ќе си размените некоја реченица на ромски. Мислам, тоа е да биде вирално видео. Тешко да чекува човек дека ќе го научи јазикот. Верувам дека не било лесно. 2 недели часови по ромски јазик. Еве, пријателката ни каже дека го говориме разговорниот ромски, како вие го доживеате. Кој што е помешано. Но беше голем предизвик. Голем предизвик бидејќи јас првпат се професионално се сретнувам. Иако мене воопшто ромската култура, традиција и естетика, ако сакате, ги чувствувам за многу блиски на мојот сензибилитет. И од секогаш сум посакувал да имам можност, нели, да направиме нешто на тој план. Но посебно ме радува тоа што во овој филм се представени добрите, светлите страни на ромската заедница. Така. Сите представници на ромската заедница во филмот се едни добри, честни, совесни граѓани. Луѓе кои се обидуваат на секој начин да одржат некаков нормален живот, нели, да изградат некаков нормален живот. И тоа е нешто што посебно ме радува, бидејќи во сите претходни филмски остварувања обично луѓето се занимавале со онаја друга страна на ромската естетика. Да, лошата страна, тие што седат нели на улица, што така што овде навистина станува збор за ликови кои се наши сограѓани, нели? Ние сите имавме некакви прототипови според кои што ги правевме ликовите. Ми е многу драго што направивме филм кој комуницира со обичниот гледач, со обичниот граѓанин. Ми се чини дека одамна не сме имале кинематографско остварување кое се занимава со реалниот човек, нели? Со сите проблеми со кои се соочува реалниот човек наспроти системската корупција, системската дискриминација, нешто што не тангира сите нас како граѓани. Да. И особено ми е драго што таа синтагма од која произлезе и насловот, нели, Утре наутро е всушност ја подсилува таа верба дека навистина утре наутро може да биде подобро ако ние сите работиме на тоа да бидеме подобри. Што значи на крајот тоа е основната порака на филмот. На крајот на денот се зависи од нас самите, нели? Так. Филмот не може да го промени светот, но може да не промени нас со тоа што ќе не ги покаже лошите и грдите страни, а ќе не ги покаже и убавите вистинските страни на светот, на животот, со кои што можеме да станеме подобри повистински луѓе за себе и за другите. Така, споминавте стереотипи, би се надоврзала тука Салија сега со вас, бидејќи главниот лик кој што го глуми Ирена. Да. Баш се соочува со такви стереотипи, значи жена ромка која што не може да докаже на суд дека била сексуално вознемирувана од врвен доктор. Македонец и таа се разочарува од животот и така натаму, нели, да не раскажуваме се, да можат гледачите да го погледнат филмот. Со колку стереотипи вие сте се соочиле во вашиот живот, бидејќи вие сте си стручњак во својата област, сте одбрале медицина, конкретно стоматологија, но верувам дека не би бил секогаш лесен патот за да стигнете дотаму, со оглед на тоа во какво општество живееме и дека се уште постојат стигми. Така, јас можам да кажам и многу сум среќна додека се образовав, значи во текот на средното училиште, затоа што основното го заврши во општината каде што бев родена, каде што растев и некако се чувствував заштитена. Меѓутоа друго е кога веќе излегуваш, да речеме, од таа заштитничка околина и почнуваш да се мешаш со народот, нели, со другите заедници. Така да предизвик беше самото средно образование, кој што беше надвор, како што реков од мојот
моето место на живење до дипломските студии, односно факултетот, и навистина многу сум среќна и можам да кажам дека не почувствував дискриминација. Навистина имав особено голема поддршка од наставно-научниот кадар кој што ме мотивира и на кој што им беше драго, бидејќи на почетокот јас бев единствената ромка во генерација која што се запиша на стоматолошкиот факултет во Скопје и подоцна се придружија уште неколку студенти. Борбата доаѓа, сега тоа е едно мое лично искуство, веќе кога почнуваш да се го бараш своето место во однос на работата. Така да не беше лесен патот. Први треба да се вработиш. Јас кога завршив не успеав веднаш да најдам работа како стоматолог, па така бев активно вклучена уште од моите студентски денови во невладиниот сектор и од таму ги стигнав сите оние потребни вештини, затоа што некако нашето образование, зборувам за формалното, е стручно и на некој начин те ограничува, нели? Меѓутоа сите оние други вештини кои што треба да ги стекнеш за да можеш да се справиш со секојдневните предизвици во животот, и токму тоа им го препорачувам и на младите да се вклучат активно во невладиниот сектор, затоа што можеби таму ќе го согледат реалноста, реалниот живот како всушност нели се живее. И тоа многу ми помогна подоцна кога ме избра за биде директор на една јавна здравствена установа и искрено на почетокот бев многу разочарана затоа што дури тогаш сватив каква е сликата на ромите, особено на жените ромки кои што секогаш се барем двојно дискриминирани, пред се затоа што се жени, па потоа затоа што се ромки, особено кога ќе се пронајдат во тој еден машки свет. И навистина ми требаше многу време за да можам да докажам дека и ние ромите сме подеднакво на истото ниво како и останатите етнички заедници. Имаме формално образование, можеме, значи учиме, можеме да работиме и можеме да постигнеме резултати. Така е, се согласувам дека е така. Малку подоцна секако ќе продолжиме и со она што сега го работите, но со Бисера рековме ќе најавиме ние четкар за тебе. Може место тебе утре што ќе се случува, Бисерче? Каде треба утре скопската публика да биде? Да бидеме. Ние нема да бидеме. Не, и ние, ама и цела скопска публика. Особено јас и Милена сме по забавите, по журките. Да, секако. Сакаме за време на викенд кога има убави забави, Бонобо. Така беше местото. Утре after work. Зависи чиф after work. Да, мора да се напомени тоа бидејќи е порано, од 17 часот или 5 попладне. Стално имам проблем со тоа америчко е 5 p.m. Супер се кажа. 17, како да кажеш. И вратите се отвараат, јас во 6 ќе почнам до 8, сите на работа да си дојдете да се напијате по нека коктелче и да си касните нешто. Пошто напорен денов, а неделава ќе си почнат утре, мислам викендов. Викендот, така е, да. И тој, го знаете, прекрасно место е, многу урбано, многу убав народ, убави луѓе, ја промовираат културава, тој аспект што многу е запоставен во Балканов, не во Македонија само. Тоа е друга тема. Така да мораме, ако сакаме да имаме такви убави културни, софистицирани настани, да ги поддржаваме. Иначе ќе се жалиме било вака, било така, ама самите сме ние креатори на нашето секојдневие и така. Колку често имаш тука настапи? Па доста често. Јас, како што кажав, се трудам да сум активен и тука, порано малце појќе бев надвор, меѓутоа низ годиниве или деценииве што сум активен, све појќе дома имаме еден таргет публика која мене тоа и ми е поентата да ги пронајдам правите љубители на музиката, не да одам масовно, бидејќи кога се занимаваш со култура, значи имаш музика и шоу бизнес, имаш и култура. Тоа е многу поделено и многу различно. Некој пат се преклопува нормално. Така да морам да го јас мојот дел дам, да го на некој начин окуражам тој дел од македонскиот народ кој сака нешто по-софистицирано, нешто луѓето кои си имаат креирано свој вкус и став за работите кои го граделе низ годините, да се почувствува дека и тие има нека платформа кај што може да се најдат сите заедно и да се поддржава едни со други. Наспроти одење на масовност, наспроти одење на од тој аспект многу се битни вакви настани. Музика и така натаму. Точно така. Настани кои што луѓето не одат случајно и тоа е многу битно да
направиме еден таков напор да ги тие настани стално подржуваме доколку сме љубители на то. Доколку сме љубители на друго. Така. Имате колку сакате. Има, да. Колку Васил и Салија имаат време за да се журкаат, ајде така ќе кажеме популарно? Ретко и кога имам време проблематично затоа што тешко се станува утрото за утринска проба. Генерално професионалните обврски ни почнуваат многу рано во текот на денот, така што човек не може многу да се опушта. Нашата професија е таква, просто бара да си психоемотивно и ментално секогаш во форма. Стабилен, да. Меѓутоа кога имам слободно време, кога имам убави поводи, сакам и тоа како да се разбира пред нова година, да, се разбира. Средби се убави луѓе се секогаш добродојдени. Така. Салија, вие? На мене многу ми е интересно и ептен се журкам дома. Имам и детски песни. Да, се цртани со детски песнички, учиме песнички, пееме заедно, така да имам мало детенце, токму за тој го реков тоа. Давид, машко дете, 2 години и 8 месеци и плюс на Тезерча, 7 години, така да можете да се замислите што прават они брканици. Па да, уживам, да, стварно. Секој ден се нешто ново дознаваме. Инаку сакам да се упуштам со џез музика, особено кога сум сама. Да, ми делува смирувачки, релаксирано, ме подготвува за тековниот ден, така да навистина убаво. Меѓутоа слушам нормално и странска поп музика, македонска музика. Нашата генерација ние сме пораснати со македонски поп музика. Реално тоа време беше во подем и беше многу убаво време. Така да имаше навистина многу убави песни. Еве утрово имавме еден прилог. Баш Бисера го најавуваше денеска ќе се случи ретро журката што организира ЦАјО. Или односно утре. Да, сабота. Петок. Јас да не мислам маса да пилимеша, значи утре петок, да. Така што ќе има, добро, ма таму ќе има по-ретро хитови, не од наше време, туку и пред наше време. Не знам, можеби ако сакате можете да присуствувате и на јас и Бисера како менаџерки тука. Кажуваме каде што како има. Така некако пред новогодишниот период, не знам дали на вас така вие, мене некако ми се будат некои такви чувства, сакам повеќе да се движам, да се дружам, дали заради амбиентот, можеби ќе биде и украсено малку повеќе оваа година, не знам, ќе видиме. Чекаме да видиме малку повеќе на слободните денови што ќе следат. Нели? Добро, така што да, таму тргнува се. И тоа дефинитивно. Ајде Васил, малку да позборуваме сега за театарот. За филмот кажавме што е најново, ајде малку за театарот да се префрлиме малку во Велес. Па во Велес работим интензивно. Ако не следите, јас ги следам вашите објави на социјалните мрежи, искрено. Најважно е што имаме сериозна публика која вистински го сака и го поддржува театарот. Она што е актуелно во моментов, јас играм во најновата продукција на театарот, Мало невино убиство, една исклучителна црна комедија од францускиот автор Жан-Пиер Мартинез во режија на Дејан Дамјановски. Играме заедно со колешките Кети Борисовски, Италија настава. Хит представа моментално. Сите 4 изведени беа распродадени во октомври. Вечерва играме последната од репертоарот за овој месец, а веќе на втори имаме уште една изведба, ми се чини последна за оваа 2025 година, потоа ќе се гледаме нели во репертоарот од 2026. Мене ми е драго што театарот не е секогаш полн. Се трудиме да имаме наслови од различни естетики, нели да ги задоволиме вкусот на публиката и во однос на драмските представи, во однос на истражувачките проекти и некои нови естетики. И се разбира она што публиката генерално во Македонија најмногу го сака, тоа е жанрот на комедијата. Имаме убави комедии на репертоар. Имавме и доста фестивалски представувања минатата година. Јас генерално покрај оваа представа на репертоар ја играм и представата Мајка од Флоријан Зелер во режија на Јордан Витанов, исто така една исклучителна драмска представа која се занимава со судбината на една мајка и односите со незиниот сопруг и со незиниот син. Исклучително актуелна представа. Зелер е еден од најеминентните автори во светот, се надевам се сеќавате на филмот Татко со исклучителниот Ентони Хопкинс, со Оливија Колман и така натаму. Така што ми е драго што еве на репертоар го имаме токму и Зелер, представата веќе една година се оди редовно на репертоар и секако играм во копродукцијата што имавме со Драмскиот театар од Пловдив.
Представата Без крв, работена по истоимениот роман Алесандро Барико, во режија на Дијана Добрева. Исто така една исклучителна соработка која што ми е посебно драга не само заради неверојатната естетика која што Дијана носи со себе како режисер, но уште повеќе ми е драго што на фонот на една тотална алиенација меѓу Македонија и Бугарија во однос на политичкиот проблем успеавме да изградиме еден проект во кој што одлично што си соработувате. Во кој што покажавме сосема друга култура. Друга култура, затоа што, знаете, уметниците секогаш го гледаме светот од една малку повисока перспектива. Ние не се занимаваме толку со овие профаните работи. Веруваме длабоко во себе дека токму културата може да не сближува. И ова беше исто така еден убав повод да се запознаеме, бидејќи мене ми е многу жал што ниту во Бугарија, ниту во Македонија се следат вистинските вредни нешто од аспект на културата, на уметноста, на литературата, на книжевноста. И жално е што е тоа така. Сметам дека имаме одговорност да работиме на тоа. Што повеќе да се сближуваат луѓето, да се запознаваат, бидејќи без оглед на разликите нас не врзуваат и многу слични нешта, како менталитет, како географија, ако сакате, како навики, како секојдневно живење. Особено ми е драго што театарот во Пловдив е најстариот театар во Бугарија, има повеќе од 140-50 години сериозна традиција, така што представата си оди редовно на репертоар, се игра и на бугарски, на македонски јазик. И ми е драго што и младите генерации во Бугарија на можност да го чујат македонскиот јазик на сцени, и тоа не било каде токму во Пловдив, кој што е за моје чувство еден од најуметничките, најартистичните градови во Бугарија. Музиката, културата не треба да имаат граници, навистина, треба да се гледа само професионализам и да се ужива во тоа што се работи. Четкар, ти си многу долго веќе заминат од Македонија, да кажам, професионално те познаваат надвор од Македонија, но си се враќаш постојано во Охрид, во Скопје. Сите таму те сакаат, и во Америка, без разлика од каде доаѓаш, нели, таму навистина знае да се цени професионалноста, креативните луѓе, професионалците. Верувам дека не си имал некакви проблеми на самите почетоци. Во однос на тоа зборувам, да се надоврземе на вас. Една работа е како ние уметниците гледаме на светот, меѓутоа друга работа е како сите естаблишменти ја искористуваат и филмската уметност и музиката, така да многу пати е тоа исполитизирано. Многу пати, од аспект и филмот, и наградите, и музиката, и тоа е реалноста во која живееме. И многу пати, доколку уметникот направи компромис со тие работи, после следува еден аваланш и тој после станува политичар. Не е веќе артист, во права смисла на зборот. Сега, кај мене е уште по-конкретна работата, бидејќи јас се занимавам со авторска уметност, музика која јас се компонирам, аранжирам, сум фронтмен на повеќе постави во светот и со сите мои активности низ минатите, колку да кажам, се 3-4 години, значи сум почнал уште на 5 годишна возраст со оваа работа. Така е, да. Генерално, треба да имаш исклучително многу храброст да се соочиш со целата таа конкуренција, особено бидејќи мојата активност во тие последни, да кажам, години кои ги спомнав, беше претежно надвор. Над 25 држави надвор од Балканот. Јас сум настапил и во Азија, и во Европа, и во Америка, на секаде низ Америка, и сум настапил исклучиво со моја уметност на сцени кај што моите идоли ми биле конкуренти во исти вечери. И тоа е една сурова, колку и да сакаш да се на некој начин заштити себе си, сепак ти се соочува со некои моменти што не можеш да ги објасниш никому, ниту на моите колеги, дури не се соочи со таков еден момент. Да застанеш на сцена со твоите најголеми идоли и да треба и ти нешто да кажеш после нивната приказка и да таа публика одушевиш. Или пак и да едно е нели да си репродуктивен уметник и да работаш, да свириш било како Чајковски, Рахманинов, Стравински, докато колку што ќе одат за тебе, толку ќе одат за тие имиња што ги напоменав сега. Меѓутоа кога работа со авторска уметност, тоа е трикот. И тука треба да имаш огромна храброст, да се соочиш прво, да почнеш да работаш, да почнеш да имаш турнеи и сепак да си останеш свој на своето. Бидејќи јас не си го сменав името од Владимир
во Влет или во не знам кој. Тоа се токму зашто тоа го прават уметниците. Токму ради таа дискриминација, токму ради тие исполитизирани, поларизирани средини и што е тотално погрешно. Меѓутоа јас успеав посебно на неколку последни турнеи, исклучително америчка публика која претходно била можеби бајас, што би рекли американците, да дојде на моите настапи и да уживаат на крај, да стане сите заедно, да завршиме со Big Bang. Значи, неверојатна енергија. Енергијата е посебна. Или ја имаш, или ја немаш. Ако ја имаш, пренеси ја на другите. Публиката тоа знае да го препознае. Најмногу, Зафир. Ти, ако замислиш, ти да комуницира со луѓе што прво дошле како кој е човеков, кој е... Пример, сега свира во Сан Франциско, минатата недела. Во Black Cat тоа е елитен джез клуб, кај што свира најголемите звезди како Роберт Гласпер, Џон Скофилд, и јас си добивам мој термин, и сега, кој е Владимир? Кој е Владимир Четка? И јас се представам пред таа публика која секоја вечер има прилика да гледаат светска звезда и да дојде на мојот концерт да платат карта и на крај да купат албум и да се толку позитивни. Да. Тоа е тој момент што јас сакам да ги охрабрам на многу луѓе, моите генерации, дека можеме и тоа да го направиме, дека не мораме никаков компромис да правиме и би дојде мене генерално во Сан Франциско поќе грци него ли македонци. Многу малце, значи ние исто тебе да размислиме како народ, дека не е нашата единствена платформа да сме само репродуктивни уметници или само да сме да го стално вметнуваме фолклорот во било кој контекст. Бидејќи мораме и да сме универзални, мораме да размислуваме како нација да направиме мобилен телефон, да направиме велосипед, да направиме, да не гледаме таму, а не да гледаме стално да не сме ние способни за таква работа. Мене тоа најмногу ме боли. Јас се чувствувам способен све да направам. Јас сакам сите да ги инспирирам тоа да го прават. Да. Се забележува дека е така. Мислам, таа твоја енергија кога и да те видиме е огромна, не старее човек. Да, исто. Не старее. Не знам, не се видам дека чекај, стварно сум многу убав. Јас спомнам. Да, не помислам, публикава, многу пати, извините што прекинав, правам вакви видеа, се шалам јас са некој, стварно со побав така нарав и смисла за хумор се смее, некој се мисли, види го каков нарцис е. Добро, нека смеат тие што се мислат така. Нас не е смешно. Да. Јас спомена политиката. Пред да почнеме да се смееме, јас спомена политиката, па сакав со Васил да се надоврзам колку политиката влегува во актерските води или во филмот. Се случило ли некогаш да ви одземат улога или нешто сериозно што е поврзано со политиката, да речат? Политиката е несомнено член нема, се присутен дел нема од улога. нашето живење. Човек и да е аполитичен, може ќе ви стават некоја етикета дека сте за таа и таа партија. Етикета секогаш ќе како на пеачето. Политиката е просто се присутна, ама она што го говореше Четкар е многу важно. Политиката често пати го провоцира токму тој дефетистички став, нели? Јасно е дека ние доаѓаме од мала земја. Да. Луѓето во Америка можеби не знаат каде се наоѓа на географската карта. Јас сум имал и такви искуства. Но она што е посебно важно е дека кога вие правите нешто што е автентично, нешто што во себе афирмира универзална вредност, тоа публиката ќе го препознае било каде во светот. Практично, кога луѓето ќе речат јас ја представувам сопствената земја, нели, сопствениот културен, национален идентитет и така натаму. Вие всушност тоа го правите преку делата кои ги создавате. Така што апсолутно се согласувам дека треба да бидеме похрабри во однос на тоа, односно повеќе да го почитуваме оно што го создаваат нашите уметници, повеќе да го поддржуваме и дома и надвор. И во таа насока културата и уметноста стануваат еден вид дипломатска алатка на нашата политика, на нашиот политички естаблишмент. Тоа нашите политичари веројатно малку го разбираат и уште помалку го еманираат. Колку е важна културата и уметноста во тој сегмент како дипломатска алатка, нели? Културната дипломатија ги отвора вратите кои што не може да ги отвори дури никој друг, ни политиката. Така што тоа е нешто на што треба да посветиме внимание и да имаме малку по-храбар, по-афирмативен однос. Така. Убаво кажано, сега ќе се префрлиме на една друга тема, но пак ќе го искористам зборот храброст.
Дали на некои луѓе многу им треба храброст за да дојдат на стоматолог? Дали имало некој што треба да ама добро ти ветувам нема да те боли. Ама не, добра е да утре дојди или не знам, ќе ти ако е помало дете, ќе ти дадам лижавче како што да им велат некои родители така натаму. Зошто постои тој страв? Постои кај возрастни луѓе дефинитивно, значи јас познавам. Не сакаат и крај. Дали анестезија, целосна, па не, да. Анестезија, ваква анестезија со договори, подпишување, што се вика претходно. Какво искуство имате? Сега јас да кажам малку повеќе околу мојата работа. Јас ја имам сега таа среќа да работам со најмалата возраст, која што ти дават една толку убава дополнителна енергија, дури јас се чудам, леле, викам, многу сум добра во оваа работа. Не сум знала дека можам нели да ја работам, затоа што претходно работам нешто друго, сега повторно се навраќам назад во мојата професија, која што е моја формална професија, навистина исклучително многу си ја сакам. Така да јас работам во здравствен дом Скопје, во поликлиника Чаир, во службата за детска и превентивна стоматологија. Тоа значи дека ние широм низ земјата нели има во секој град речиси здравствени домови и ние ја имплементираме националната стратегија за заштита и превенција од орални заболувања, наменети за дечиња на возраст од 0 до 14 години. Што значи тоа? Тоа значи дека работиме и со предучилишни деца во однос на теренски посети и едукација во рамки на образовните институции, односно градинките, и додека со училишните дечиња, значи од прво до 9 оделение, тие ја посетуваат нели ординацијата. Секоја поликлиника на некој начин се како контакт поинт и работи со училиштата од општините кои што се во таа како регионални практично представуваат на некој начин, еве јас ќе ги крстам така како регионални центри, и нашата поликлиника Чај работи со нели училиштата, основните училишта од општина Чаир, општина Шуторизари, Бутел со помалите околни општини. Така да тоа значи работиме систематски прегледи и за жал превенцијата некако многу е потценувачка во нашата држава, затоа не сме Шведска и Норвешка така. А е најефтина како и за пациентот, така и за општеството, затоа што смета дека е непотребна. Па видете да ви кажам, вината сега која бараме, државата е таа која што треба да креира јавни политики за да може да се заштити нели населението. Не зборувам само за оралните заболувања, воопшто за нели за здравството. Во овој случај ние имаме добра стратегија. Таа е националната стратегија која почнав да ја кажувам, за која што е задолжено, има координативно тело кој што е задолжено за имплементација, е во соработка со неколку ресорни министерства, како што е Министерството за здравство, Министерството за образование, труд и социјала и така натаму. Така да значи треба да се креираат генерално, јас ја гледам решавањето, да речеме препораките мои во неколку насоки. Првин треба да се креираат јавни кампањи со цел за да се подига свеста за значењето за раните превентивни прегледи, односно посети кај стоматологот уште од мала возраст. А кој има на нив репер дома на малите дечиња? Родителите, така? Така да родителите се тие кои што треба да ги научат дечињата дека практично со првото никнување на запчетот ние треба да воспоставиме еден одреден протокол за работа, се со цел за да се превенира ран кариес и останати орални заболувања. И да не се плашат дечињата, нели? Да ги запознаат стоматолозите, како што би оделе понатаму, да си има еден контакт, муабет. Многу е битен првиот впечаток, обично децата кои што се особено на предучилишна возрастите, на пример првачињата, доаѓаат на прв стоматолошки преглед токму кај нас, затоа што ние треба да го направиме нели првиот стоматолошки преглед и секогаш се препорачува првиот стоматолошки преглед да биде безболен, да се објасни на детето што е тоа што ќе му се изврши, каков е прегледот, да му се покажат инструментчината, стоматолошкото огледало за што служи, значи треба да биде безболен, на тој начин да се охрабрат. Меѓутоа пред се многу е едноставно. Редовно четкање на забите, да се внимава во однос на исхраната, да се користи значи храна која што не содржи јаглено-хидрати, засладени шеќери и така натаму, и редовна посета на стоматолог. Тоа се тие три основни принципи на кои што ние постојано ги повторуваме, меѓутоа за жал, еве јас пошто сум и магистар по јавно здравје, па успеав нешто статистички некои податоци да извадам според последниот извештај за здравјето на населението во нашата држава, кој што е објавено од страна на Институтот за јавно здравје како релевантна институција од 2022 година за
мислете. Над 40% пациентите доаѓаат на стоматолог веќе за конзервативна стоматологија или позната кај населението пломбирање. Околу 20% се тие деца кои што доаѓаат токму кај нас за систематски прегледи, останати се веќе протетски надокрадби, ортодонски апарати и така натаму. Сега младите повеќето сакаат да посетат и за естетика, нели? Тоа е добро, меѓутоа секогаш ние стоматолозите треба да го искористиме тој момент, нели? И верувам дека колегите тоа го прават, пред да направиме било каква, да речеме, интервенција, да се прегледа за балото, еден убав дентален статус, да се направи, да се препорача што е тоа што е забележано и да се дадат понатамошни препораки доколку треба нешто да се санира. Така, многу убаво објаснето. Имам уште помалку од минута до реклами. Васил и Четкар не се деца, но имаат одлични заби, значи навремено си оделе, дете можам да забележам. Со страф или без страф сте оделе на забар? Или и одите? Не. Значи... Јас мислам дека кога е тој дел од хигиената во прашање, многу е важно домашното воспитување. Многу е важно, нели, како родителите ќе пристапат кон тоа. Јас уште од многу. Значи нема страф. Имав таква мајка која што, нели, медицински работник која што од мали нозе ме научи дека тоа е составен дел, нели? Тоа е дел од не само од физичката, туку и од менталната хигиена. Човек просто мора да си оди на редовно стоматолог, да се грижи за тоа, така што ја не сум имал проблем. Четкар страф? Никој не. Не знаеш за страф. Не за тоа, посебно ни од мал ни сега. Ама брат ми имаше многу страф. Но дури и сега нови години не сум дека ми е страф. Во време на реклами ќе му се јавиме и ќе му кажеме дека не треба да се плаши. Гледаме рекламите, се враќаме во студио.